НАСА знае како ќе ги врати астронаутите на месечината. Она што агенцијата се уште не го знае е кого ќе испрати. Меѓу кандидатите е и астронаутот Стен Лав. Значи, сите во канцеларијата на астронаутите имаат искуство, основна обука и квалификации да одат да ја завршат таа мисија, така што сите се надеваат дека нивното име ќе биде повикано. Првите мисии на месечината би можеле да бидат лансирани веќе во 2024 година. Лав вели дека екипажот ќе изгледа поинаку од оние на програмата Аполо во текот на 1960-тите и 1970-тите. Ќе прошириме нашата демографија така што нема да бидат само бели момци кои слетуваат на месечината. Виктор Гловер би можел да влезе во историјата како првата обоена личност која стигнала до месечината. Ние правиме работата на нашиот шеф на вистина тешка. Ја отежнуваме неговата работа, оти тој треба да избере некој од нас. Мислам дека сите сме подготвени, обучени, способни да ја направиме оваа мисија успешна. Иницијативата да се обезбеди разноликост во програмата Артемис на НАСА беше наведена во барањето за финансирање од 25 милиарди долари, што администрацијата на Бајден го поднесе до Конгресот за фискалната 2022 година, која ја вклучува и мисијата на месечината. Аполо имаше сестра, Артемида, и ова е нашата генерација. Мислам дека ова е фантастична работа. Бранел Родригес работи на капсулата Орион, што ќе ги транспортира астронаутите. Таа е горда што учествува во историскиот проект, кој ќе ја донесе и првата жена на месечината. Мислам дека тоа е важно за сите нас, без разлика дали е маж или жена. Фантастично е, како агенција, како нација и како свет, да покажеме дека можеме да истражуваме на површината на месечината. Да го направите ова еднаш, ќе се чувствувате како во представа. Даниел Бел предава маркетинг и комуникација на Универзитетот Нортвестерн. Таа се фокусира на прашањата за различноста и вклучувањето и ја поздравува иницијативата на НАСА, за која се надева дека е постојана. Кога тие се трансформативни, а не перформативни, организацијата ги живее своите вредности. Жените сочинуваат 1/3 од сегашната група од 41 астронаут во НАСА. 12 се обоени луѓе, додека 16 се искусни пилоти, останатите се експерти во области како што се геологијата, медицината и инженерството, што носи професионална разновидност во корпусот. Бел вели дека шминката сугерира оти бојата на кожата или полот веројатно нема да бидат клучни за одлуката на тоа кој ќе оди прв. Она што го ценам кај оваа мисија е дека не се работи само за различност и застапеност. Имате огромно различно потекло. Луѓето постојано ме прашуваат дали ми е значено тоа што малите црни деца гледат во мене и сакаат да бидат како мене. Јас ја представувам Америка и малите бели деца, малите мексикански деца, малите латиноамериканци, како и малите деца од Иран, затоа што ова е можеби еден од најпрепознатливите символи во универзумот. Се очекува НАСА да го објави екипажот за Артемида 2, мисијата која ќе орбитира, но нема да слета на месечината на 3 април.